На изградбата на македонскиот национален музички правец придонес дадоа неколку композитори од постарата генерација: Тодор Скаловски, Живко Фирфов, Стефан Гајдов, Петре Богданов Кочко и други. Но без Трајко Прокопиев, едно од најплодните и најзначајни композиторски имиња, ова поглавје од историјата на македонската музика ќе беше посиромашно за повеќе страници, што ги означуваат најсветлите мигови во нејзиниот развиток, не само во почетниот период, туку и денес. Но Прокопиев во изминативе децении творечка дејност не е познат само како композитор. Тој се вбројува меѓу најпознатите македонски диригенти. Тој е музички педагог и организатор на музичкиот живот. Затоа може да се рече дека животната сторија на Трајко Прокопиев и неговото дело се интегрален дел од историјата на младата македонска музичка култура. Уште како дете, на 6 години, првиот мој допир со музиката беше преку една мала флејта. И после преселувањето на мојата фамилија во Скопје, тогаш почнав сериозно преку со наставник да учам виолина. Како младинец, веќе почнав да пеам по хорови, како во гимназијалниот хор, така и во културно-уметничко друштво, тогаш Вардар се наречуваше. Може би учеството во тие хорови, во тие ансамбли, да ги наречам, допринесе да се конечно, веќе кога има 18-19 години, се определам да студирам музика. Името на Трајко Прокопиев ќе остане трајно забележено во нашата музика како автор на повеќе вредни музички дела, од кои некои ги минуваат македонските регионални граници и се вбројуваат меѓу најубавите остварувања во југословенската музичка литература, како например хоровите Кумановка 3 и Ленка, како и соло песната Смртта на Гоце Делчев. Еволуциониот пат го прикажува Прокопиев од обработувач на македонски народни песни, автор на хорска, камерна, симфониска, духовна и филмска музика, се до подрачјето на музичко-сценските дела, балетот и операта. Во обемниот творечки опус на Прокопиев, кој претежно се темели врз македонските фолклорни идиоми, мелодиката, како основен носител на експресијата и пораките, израснува од фолклорот, откривајќи ја блискоста на неговата музика со народната уметност. Тоа е музика од која зрачи духот и убавината на народниот мелос. Трајко Прокопиев беше исто така човекот кој како композитор во најпотребниот момент длабоко заора во запоставеното подрачје хорската продукција. Но да се подсетиме на некои биографски моменти. Трајко Прокопиев е роден на 6 ноември 1909 година во Куманово. Во 1915-та со семејството се преселува во Скопје, каде уште во детството пројавува интерес за музиката. Почна да свири на флејта и виолина. Неговата надареност брзо беше забележана, а пресудна улога, за да ја засака, да й се посвети на музиката, одигра Василије Ѓаконовски Шпато. Тој бесплатно го подучува виолина, а потоцна го вклучува во неговиот состав во првиот забавен оркестар во Македонија. Во 1929 година оди во Белград, каде дипломира на Белградската музичка школа. Истовремено, Прокопиев е член на Универзитетското камерно друштво Колегиум Музикум и војниот оркестар. Од тој период, поточно од 1934 година, потекнуваат и првите музички критики за Прокопиев како диригент и композитор. Истата година, по повод четвртиот концерт на Белградската музичка школа, музичкиот критичар Бранко Драгутиновиќ многу пофално се изразува за изведбата на првите композиции на Прокопиев. Повраќањето во Скопје, учителствувањето во средната музичка школа и гимназијата, а истовремено диригент е на повеќе пејачки друштва во Скопје и Куманово, во 1935 година Прокопиев стана член на првиот гудачки квартет, наречен Скопски квартет. И наместо да стане виолинист или пејач, тој стана диригент, композитор и организатор на музичкиот живот во Македонија.
U 1944. godina Prokopijev se priključi na partizanskite odredi kada ga formira vojni odhor pri glavni od štab Narodno-osloboditelната vojska na Makedonije. Иницијативата за формирање на војни одхор потикна од Агитпроп при главниот штаб на Народно-ослободителните војски на Македонија, кој во тоа време се наоѓаше во селото Горно Врановци. Веднаш по ослободувањето на град Скопје, хорот броеше скоро 80 до 85 души, составен беше исклучително од борци, партизани. За кратко време тој хор совлада една пригодна програма која беше на времето важна како пропаганда и почна со давање концерти и учествуваше скоро на сите академии и приредби од тоа време и патуваше не само низ Македонија, него и низ другите републики таму кај што беа нашите бригади. Времето по војната беше, се знае, тогаш ни предстоеше обновувањето на разурнатата земја. Во тоа време мојата преокупираност беше околу организирањето на музичкиот живот во Скопје. Тогаш се оформи средното музичко училиште, потоа оркестар и некои градски хорови. Од тој период ние, мојата генерација, ја посебно бев и директор, и организатор, и диригент, и педагог, и се друго што беше сврзано со музичкиот живот. Интересно беше да се одбележи дека во тој период најдовме на едно огромно разбирање од страна на нашата власт, така да за кратко време сите овие институции беа организирани и поставени на една здрава основа. Припаѓам на една генерација која во тоа време, освен со композиција и организирање на музичкиот живот, се бавеше и со многу други нешта. Во таа генерација припаѓаат како мои најдобри другари и соработници Тодор Скаловски, Петре Богданов Кочко, Стефан Гајдов, Илија Ѓувалековски и други. Почнавме со создавање на композиции кои ќе носат наш национална физиономија. И нормално во своето творештво јас почнав оттаму, зашто сметам дека е белегот на еден народ е точно тоа ако почне оно што е карактеристично за тој народ. По своето творештво ја секогаш сум се опирал на нашиот фолклор кој е стекнал едно светско признание, општо признание, мислам кај и многуте значајни композитори. И јас кога почнав да се бавам со композиција, целта ми беше да се што по-близко приближам кон творештвото и кон стилот на мојот професор Јосип Славенски. Така да тоа влијание до некаде се чувства и во мојот опус, поготово во тие хорски композиции. Пред војната се бев ангажиран, заправо одев од време на време во Куманово и работев со Кумановскиот хор. Допирот со пеачите од хорот и слушајќи ги кумановските песни, кумановскиот напев, заправо се нафатив и ја напишав првата песна од циклусот Куманов. После нормално настанава и другите песни. И после нив почнав да работам по војната на текстови од нашиве поети како Ацо Шопов, Славко Јаневски и од постарава генерација. Po неговото враќање од студии на Прашкиот конзерваториум во 1947 година, новите услови овозможија и раѓање на нови репродуктивни тела, филхармонијата, операта и балетот. Тоа го преориентира Прокопиев од хорски во оркестарски диригент, поставувајќи на скопската сцена 20 опери и балети,
Iako ovaj period beše isполнет со организаторска и репродуктивна дејност, што не дозволуваше континуирана композиторска активност, сепак Прокопиев наоѓаше време и успеа да напише неколку значајни дела: хоровите Роса, баладата за црната ноќ, Дена, а подоцна и Кумановка 5, Свадбарската, Свитата Единденка и други. Меѓу нив се одделува хорската балада Ленка, во која се евидентни претензиите на Прокопиев со музиката да ги открие вистинските димензии на трагедијата во поетското си жен Рацин, да ги регистрира сите треперења на гасрењето на еден живот во цветот на неговата младост. Трајко Прокопиев, како мајстор на вокалната лирика, чиј придонес во развитокот на македонската музичка култура го поистоветуваат со заслугите на Стеван Мокрањац во српската, остави дела со страници кои спаѓаат меѓу најубавите во македонската вокална, односно хорска акапела музика. Кога се вели ова, пред се мисли на неговиот хорски циклус Кумановки, што го сочинуваат 6 композиции за мешан хор, напишани во периодот од 1936 до 1958 година. Кумановките, кои првин беа наречени Жеглиговки по Жеглиговската област во Кумановско, од чиј фолклорен регион и потекнуваат користените изворни цитати, веќе ја најавуваат идејната насока на творечкиот зафат на Трајко Прокопиев, определување за фолклорот како скоро единствен извор на неговата творечка инспирација. Токму таква музика содржи циклусот Кумановки, низ чии страници провејуваат лирски љубовни ноти, печалбарски таговни мотиви, хуморот, архаичниот призвук на напевите, а најмногу робустниот рустикален звук, што укажува на стремежите на авторот да не излегува од рустикалната интонативна сфера. При тоа интересно е да се забележи дека Прокопиев користените фолклорни цитати не ги дава во изворна форма, туку скоро секогаш модифицирани. Тој внесува и собствени оригинални теми во народен дух како плод на неговата индивидуална инспирација, кои како и многу други во неговите дела се идентификуваат со анонимното народно музичко творештво до толкава мера што ни дава за право да го броиме меѓу најголемите мајстори во транспонирањето на македонскиот фолклорен мелос во уметничка музика. Но значајни се и други моменти. Додека Кумановка 1 од формален аспект е под влијание на западноевропските инструментални музички манири, во Кумановка 2 ги откриваме спецификите на музичките диспозиции на Прокопиев, кој веќе цврсто зачекори по патот на македонскиот национален стил. Меѓутоа, Кумановка 3, највредното остварување во овој циклус, во македонската музика означува нов период на продлабочување на музичкото мислење и внесување на нови формални захвати, диптихот. Со неј се започнува и процесот на барање адекватна звучност, латентните хармонии на македонската народна песна, а тоа значи богата примена во неговите дела на старите модуси, на модалното мислење и рушење, односно повремено напуштање на класичниот дурско-молски тонски систем. Со еден збор, Трајко Прокопиев, и кога не би напишал ништо друго освен Кумановките, неговото име ќе го забележеше историјата, пред се поради фундаменталниот придонес на овој циклус во развитокот на македонската музичка култура. Од 1937 до 1968 година Прокопиев напиша 4 соло песни. Создадени во голема временска дистанца, тие на извесен начин го откриваат еволутивниот пат на композиторот. Од фолклорната лирика и потенцирањето на патриотскиот занес во песните Жалбена и Вардаре, настанати во периодот на младешките обиди, до медитативно-филозофската содржина на Гала Бемој и нагласената драматика на смртта на Гоце Делчев, во која музиката и самиот текст се полни со човечка топлина и болка, кои се чини како да произлегуваат една од друга. Nadletaj nad site visočini i daj
Кога во 1955 година Трајко Прокопиев започна да го пишува балетот Лабин и Дојрана, тој веќе имаше искуство во компонирање музика за симфониски оркестар. Тоа е време кога интензивно почна да пишува и филмска музика. Со првото музичко-сценско дело на Прокопиев започна новиот период во македонската балетска музика, период на продлабочување содржината на донекаде симфонизираниот балет. Премиера на балетот Лабин и Дојрана се одржа на 11. јуни 1958 година под диригентството на авторот. Оваа поема на љубовта и младоста, тесно поврзана со легендата, со македонската фолклорна традиција, полна е со атмосфера, со ретко убави и мелодиски numери. За време гостувањето на македонската опера и балетот во Загреб и Белград, музичката критика даде многу поволна оцена за балетот Лабин и Дојрана. Не може да се негира мајсторството што Прокопиев го покажа во употребата и користењето на народното музичко богатство, пишува списанието Звук, пред се заради неговата хармонизација, која чекори по нови патишта кои се исправни и на своето место. Известната воздржаност и дискреција во користењето на македонскиот музички фолклор може да се протолкува и како добра страна на еден ненаметлив музички јазик. По 14 години веста дека Трајко Прокопиев се појавува на сцената како автор на опера представуваше своевидно изненадување и доказ дека 63 годишниот маестро со балетот Лабин и Дојрана не го кажал последниот збор. Драмата Печалбари од Антон Панов му послужи како основа за либретото на операта Разделба. Прокопиев оваа опера ја пишуваше речиси 16 години, а премиерата се одржа на 17 ноември 1971 година. Диригентството беше на авторот. Музикологот Драгослав Ортаков во рецензијата покрај другото пишува: тешко може да се верува дека некој од младите композитори би го обработил ова сиже на начин кој веќе самата традиција на печалбарството го сугерира. Многу фрагменти од операта делуваат емоционално силно и потресно. После напишани доста хорски творби, се одлучив да пишувам и едно сценско дело. Тоа ме потикна најповеќе затоа што имав пред пристапувањето кон компонирањето на балетот Лабин и Дојрана бев имал напишано музика да доста филмови, од кои првите долгометражни филмови Фросина и Волчја ноќ. И после напишано многу музика за некои драми, меѓу кои и драмата Печалбари, се решив да пристапам кон реализирање на своето второ сценско дело. Првото е Лабин и Дојрана, кои се доста прилично долго одеше на репертоарот на Скопската опера, но за пишување на
оперно дело треба првенствено да имам и добар либрето. Како бев пишувал музика за драми, меѓу кои и драмата Печалбари, се одлучи во еден разговор со покојниот Антон Панов да ми напише либрето за опера. Меѓувремено тој ми кажа дека веќе има напишано либрето за покојниот Јосип Сламенски, а тој мој професор е, и ми го даде да го разгледам. По смртта на покојниот Славенски, јас со некакви своји дополнувања и консултирање со некои други поети, бидејќи во тоа време Антон Панов беше прилично тешко болен и не кев да го вознемирувам, се нафатив за Печалбари и после вишегодишна работа се роди моето второ сценско дело, операта Разделба. Ништо на страна да се стави, сестро мила, ни една скршена паричка. Нек ти е Костадин жив, ке спечали, по старост рад, ке бидеш. Јас така мислев рајно, велам, сега му дојде време, на печалба да оди, да стави некој грош на страна. А тој нека ни да чуе, карсти му вода Божана, да не сгрешил пред Господа. Знаеш, млада, луда, видува, и знаеш, рено сестру, уште сака да се жени, фрлил мерак на сенкави. Зато сум дојдена, еј, сестро сладка, тука се Јордан праша. Ете го кај иде. Гости пред мене, добро ми дојде в том. Донеси рајно малку ракија, повели. Брат Јордане, јас сум дојдена за семкави. Ако биде среќа и ако си ти согласен, да ми ја дадеш за син ми Костадин. Повели, видува, Костадин е млад, здрав, работлив, ке работи, ке гледа куќа. Да се зборува за нашиот истакнат композитор, диригент и организатор на музичкиот живот во Македонија, Трајко Прокопиев, чинам дека е и лесно, и угодно, и на секому од нас, неговите колеги, ни прави задоволство.
за него без друго треба се зборови како човек и како творец. Без друго дека човечноста која е Трајко Прокопиев, секогаш оптимистички расположен, духовит, без друго сето тоа е на еден начин се одразува и во неговото творештво. Јас би сакал да се запрам во прв ред на нашава соработка со Трајко Прокопиев, на неговото прво сценско дело, мислам, оперно, од тој опус, зашто тој има и напишано и балетска една композиција, Лабина Дојрана, која се играла во нашиот театар. Сакам да се запрам на таа наша соработка. Како што реков и прегеска, задоволство е со него да се работи. Кај него нема каприз, тој е многу достапен, тој интересна работа многу добро ја сватил и музичката драматургија, така што изгледа оние писани и неписани закони на сцената, тој мощне добро ги овладел. И морам да признавам дека не само тоа што немав тешкоти при режирањето на неговата опера Раздалба, туку напротив, тој ми даде и некои возможности да може самата Раздалба, како опера, како музичка драма, да се разликува од самата драма Печалбари на покојниот Антон Панов. И без друго, мислам дека неколку сцени, особено втората и третата, представуваат една новина во режијска, во драматуршка смисла на зборот. И јас лично морам да кажам, не знам за тоа што мисли самиот композитор Трајко Прокопиев, но морам да кажам дека сум мощно задоволен. Нешто што особено ме возбудува кај таа музика на Трајко Прокопиев, која целата е поврзана со некои наши обреди. Во прв ред, тоа е една низа од обреди, почнувајќи со сите оние што се вели, со сите оние адети за свадбата, па преко проштавањето до дочекувањето на самите печалбари. Никогаш во мене не може да угасне она творечка возбуденост од петата слика на разделбата, кога се пее "Дигни глава, симќе мори". Нема срце, а нарочно македонско, а чинам дека не само македонско, туку и некое друго, кое е надвор од нашата националност, нема да го подигне таа мелодија, која е така складно вкомпонирана во неговата пета слика. Трајко Прокопиев е човек кој пишува од срце и чие негово творештво длабоко продира во срцата на луѓето. Трајко Прокопиев е добитник на повеќе награди и признанија за врвни остварувања во подрачјето на музичката продукција и репродукција. Сепак, најзначајна е наградата 11. октомври за животно дело, доделена во 1967 година. По тој повод, во својата рецензија, Владо Чучков пишува: Меѓу неколкумината музичари, основоположници на денешната македонска музичка сегашност, за името на Трајко Прокопиев се врзани низа први фундаментални придонеси на нашето музичко минато, врз чии несомнени уметнички вредности и пораки се темели нашата денешна музичка мисла и продукција. Творечката и репродуктивната дејност на Трајко Прокопиев не стивнува. Стариот маестро, иако пензионер, се уште диригира на скопската оперска сцена, а во тек се подготовките за поставување на неговата најнова опера Кузман Капидан.